Да, продолжуваме со емисијата, се враќаме во живо. Тука е, како што кажавме, господинот Златко Кузманов, председател на Центарот за интегрирана безбедност, инаку и доктор по одбрана и безбедност. Господине Кузманов, добре дојавте повторно во студио 10. Благодарам на поканата и за можноста да позборуваме малку за овие безбедности и безбедносно-политички теми во регионот и да им дадеме малку повеќе информации на нашите гледачи. Господине Кузманов, ќе разговараме за, како што јас кажав и во најавата, за руското влијание на Балканот, но и за руското влијание пред се во соседна Бугарија, бидејќи тоа е една теза која е прилично интересна и која е поврзана со многу други процеси меѓу останатото и со проширувањето на Европската унија. Имено, веќе подолго време во соседна Бугарија се врти една теза, едно обвинување, ајде да речеме, дека Македонија е таа во која постои руско влијание, дека Македонија наводно тоа што не сака да ги прифати бугарските услови всушност е производ на руско влијание и така натаму. Но вие велите дека имате истражувања и анализи кои го докажуваат токму спротивното. Ајде да видиме за тоа. Да. Постои ли во Бугарија руско влијание? Да, навистина, еве ако поставиме таа и како теза и предпоставка зошто јас како што ја анализираме со колегите, значи зошто Бугарија, евидентното руско присуство во Бугарија, кое е утврдено, Бугарија вешто и на некој начин успе да го прикаже дека тоа е поголемо и тоа се однесува на Македонија. И тука морам да кажам дека одговорот од наша страна или спротивувањето на тоа, барем во јавниот простор, мислам дека не е соодветно. Јас сега не би зборувал тука и за овие наши внатрешни проблеми или наши внатрешни политичари, па би рекол неодговорни, кои сами си фрламе прашина во очите и си наметнуваме тенденциозно дека има руско влијание значително планско во Македонија. Мислам дека таквите неодговорни политичари повеќе тоа го прават пред се за да се додворат на нашите западни стратешки партнери, друго да се обвинуваат на политичка цена, а и мислам и воедно да ги прикријат криминалните постапки од други политичари и воедно да го свртат вниманието, да го дефокусираат вниманието на граѓаните од тековните животни проблеми. И мислам дека тоа не е одговорно таквите политичари да се обвинуваме меѓу себе и да додаваме нешто што и не постои толку, да има партии кои застапуваат руско влијание и дека расположението е такво поради некои блокирани процеси во политичкиот живот. Има тоа и онака, да речеме, по-народски кажано, вели полни уста со ЕУ и НАТО, а од друга страна се прави нешто друго. Па не е одговорно тоа, бидејќи ние ако сакаме на стратешкиот партнер, дали тоа се Соединените американски држави, дали Европската унија, знаат тие многу добро што се случува во државата и какво е влијанието и во која мера. Не можеме ние сега нели да им кажуваме да би се додворувале да кажуваме дека е тоа повеќе него што е. Да, во регионот има руско влијание, во регионот на Западен Балкан и во организирана форма, гледаме што се случува, точно е тоа во Федерацијата Босна и Херцеговина, во ентитетот Република Српска, гледаме во Црна Гора што се случува, гледаме во соседната Србија што се случува и на политички и економски план и каде што тоа влијание е поизразено и попланско. Овде да постои тоа полатентно, помек тој пристап. Мислам дека повеќе таквиот пристап е насочен од страна на Русија да ги следи грешките или пропустите во политиката на Европската унија и други држави и за да го искористи тоа за нејзино подобро геостратешко позиционирање. Али што се однесува до Бугарија, само што ова сакам, има дури изјава на генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг при посетата на Скопје, каде што беше директно прашан за руско, каде што тој кажа дека според анализите и информациите на НАТО постои, како што вие велите, но дека не е нешто значително. Значи не е директно, не е толку интензивно и планско, али ова што го представува Бугарија дека тоа е повеќе присутно и окајнив, тоа е мислам тема што треба да зборуваме и да ја разобличиме, да ја дефинираме таа тема како е вистински. Бидејќи знаете сега тие имаме тука изјави стварно некоректни, непријатни, посебно има
за последниве 3-4 години се случува тоа интензивно напаѓање или префрлување на тезата од страна на Бугарија дека е во Македонија руско влијанието и така натаму. Дека сме ние, знаете изјавите, дека сме ние комунистичка творевина на Тито после Втората светска војна и така натаму и дека уште не сме излегле од тоа миното. Па знаеме изјавата на копредседателот Ангел Димитров, на копредседателот на Историско-образовната комисија кој јавно 2002 изјавуваше во прозападните медиуми и пишуваше колумна дека Македонија има уште под сталинистички режим, под српско влијание, Титово влијание, дека Македонија дека не требало Бугарија да се напаѓа за тоа, бидејќи Македонија ќе била тројанскиот коњ на Москва. Тоа се констатации од Ангел Димитров. И не видов пожестока реакција од нашите политичари, историчари и други видно личности, професори да се спротивставиме на тоа со аргументи. Па еве, јас сега да не испадам дека зборуваме нели на памет или со памфлети, јас сакам да изнесам одредени факти од бугарскиот политички простор кој ќе го потврда тоа што го велам, дека сепак таму е тоа присутно и планско влијание на Русија и ден денес, без оглед што се членка на НАТО и членка на Европската унија. Еве, пред да почнете со ова, само уште ова сакам да посочам, а интересен е наратива, вие го спомнавте на Бугарија кон Македонија, дека македонскиот народ е вештачка творевина измислена од Тито после 45-та, дека е идентичен со рускиот наратив кон Украина. Ама потполно идентичен. Значи, руските тврдења на официјална Москва за Украина се исти. Дека украинците се вештачки народ, направен после 45-та, дека Сталин им дал држава и така натаму. Да, тие тези се образлага, али по организираното спротивствување на ваква бугарска кампања не видовме и затоа сакам да поразговараме за тоа со факти. Јас се веќе зборам за изјави од бугарски видни политичари за последниве 3-4 години и од нивниот политички живот кој го потврдува тоа што го велам, односно дека тамо руското влијание е многу поголемо и плански организирано и каде што е свесна Европската унија и Соединените американски држави за тоа и тоа е на некој начин латентен проблем. Па и веќе одиме поред сега. Скоро имаше, секоја година се прават истражувања поради тој проблем за расположението на бугарското население за преклонетоста кон Русија. Последните анкети покажува дека повеќе од 40% од бугарското население има проруско расположение и симпатија кон Русија. Тоа е еден факт. Следно, бидејќи реков последните години ова се случува поинтензивно, еве ќе почнеме од 2002 година од агресијата на Русија кон Украина. Во март, кога после месец дена по агресијата на Русија на Украина, во Бугарија, знаете, таму има и проруска официјална проруска партија, Преродба, која има неколку претеници во парламентот. Да. И кога започна Европската унија да ги воведува санкциите, првиот пакет на санкции кон Русија, сите држави членки на Европската унија, бидејќи Бугарија е членка на Европската унија од 2007 година, а членка на НАТО од 2004 година. Нивниот парламент при гласањето во март месец да ја осудат агресијата на Русија на Украина и да се воведат санкции, имаше преку 20 пратеници кои гласаа против, и тоа добал 18 пратеници од Социјалистичка партија, овие пратеници од проруската партија Преродба и уште 20 пратеници од тогашниот премиер Петков. Значи, преку 20 пратеници у парламентот беа против да се осуди агресијата и да се воведат санкции на Русија. Следен факт или податок од тој период. Знаете, одма во месец март тогашниот министер за одбрана Саве Јанев, кој беше во таа преодна влана, он не сакаше да го употреби терминот агресија. Нели, велеше специјална операција и затоа беше сменет од парламентот. Исто и бугарскиот председател Радев, до ден денес не го употребува. Да, тој во континуитет. Еве, него ќе сега ќе го кажеме дека тој е еден од главните представници на таа проруска политика и овој секогаш и него и околу него луѓето околу него. Еве, во тој контекст шефицата на председателката на Агенцијата за електронски медиуми, која е поставена од председателот Радев, нападите и осудите на агресијата на Русија на Украина ги смета дека е тоа антируска пропаганда. Од официјална председателка на Агенцијата за електронски медиуми, поставена од Радев. Тоа се случува во Бугарија. Одиме понатаму. Преродба, таа политичката партија Преродба проруска во месец март организирани протести во центарот на Софија со поддршка за Русија.
Следната година, 2023 година, продолжува тој наратив од поедини видни политичари у Бугарија за подршка и симпатии кон Русија. Ќе ви кажам податокот, поради таквата загриженост, Европската унија и Соединетите американски држави кои се присутни и воено во Бугарија се присутни за таквото расположение од поголем дел од населението, кое е наследено од минатото и така натаму, бидејќи тие беа голем период, неколку децении под тој тврд советски сталинистички режим од комунистички тип. Да, и Југославија или нашто не обвинуваат, и ние бевме во таа комунистичка Југославија со социјалистичко самоуправување кој беше некој по-мек начин на капиталистичко, на комунистичко владење. Овде имаме еден тврд советски начин на владење, модел, каде што е израснат и тој професорот Ангел Димитров и други, и сега тие кои живееле во тој систем да префрлуваат тезата дека тоа не се случувало кај них, него кај не се случувало повеќе или во Македонија, тоа е неодговорно и треба да се одговори соодветно со факти. Поради овие причини Европската унија е загрижена и Америка таму за таквото расположение, али мора да, нели, тие се стратешки партнери нивни и мора да се носат со таквата состојба. Меѓутоа, влијат прозападните медиуми, видните медиуми прават и одредени репортажи и истражувања за да влијат на јавното мнение полека да го смена тоа јавно мислење кај граѓаните во Бугарија да биде повеќе проевропско ориентирано. Па имаме во 2003 година во месец јуни репортажа од Deutsche Welle кои вршеле истражување поради таквиот проблем, дека тоа загрижувачко толку населението да биде проруско расположено во Бугарија, и спровеле истражување и го објавиле во Deutsche Welle во јуни месец, тој извештај го имате од 2023, каде што велат дека се тоа загрижувачко е таквиот масовна подршка во Русија. Следна констатација таму е дадена дека 1/4 од вестите кои ги пренесува бугарската национална агенција доаѓале се преземени од руската национална агенција ТАСС, каде што директно се шири практично руската пропаганда. 1/4, тоа се факти изнесени од Deutsche Welle. Понатаму дека голем број на видни политичари и актуелни политичари се со проруско расположение и застапуваат проруски интереси. Сето тоа понатаму. Ова предизвика од 2003 да владата и преодните влади не сакаат да испорачат и да пружат поголема помош на Украина во војна смисла, без оглед што беше тоа одлука и на НАТО, они се членки на НАТО од 2004 година. И пружаат отпор, без оглед што Бугарија е полна со бившо советско и руско вооружување, кои сакаат сега полека да го модернизираат, а тоа добро ќе им дојдеше на Украина, бидејќи такво користат, као што сите други држави го даваат тоа оружје. Бугарија испорача, особено кога беше владата на Кирил Петков, но сето тоа беше направено тајно испорача и муниција, нешто. Значи, јас тврдам дека тамо имате големи вооружување системи и проблем. Тука е најголем противник на тој председателот Радев за продавањето, него тука ја ни условуваат сега. Не сакаме да дадеме, сакаме да се пазареме, да добиеме нешто друго западно во други по поволни услови, тоа е друга работа. Следно, го знаете примерот со овој свештеникот Змеев, кој беше протеран од Македонија, рускиот свештеник, па после го протера и они заради размножачко делување, кој давал тајни податоци на политичкиот секретар во руската амбасада во Софија. Следни примери. Во март 2002 година, после месец дена по агресијата на Русија на Украина, влијанието исто на руските служби преку поранешните припадници на тајната служба на комунистичкиот режим во Бугарија е големо и во армијата и во политичкиот живот. Па имавме случај да генералот, се извинувам само името, генерал Занков, во март 2002 година е осуден за шпионажа, резервен генерал кој пред тоа бил воен аташе, замислете, во Лондон и во Вашингтон. Човек кој е осуден за шпионажа во корист на Русија. Јас не знам колку тие податоци овде кај нас се познати, не, тоа се се факти од бугарски. Непознати, значи, да кажем, може да замислите сега таков човек кој бил под влијание на руската служба преку представници и бугарската служба, завршил како воен аташе во Лондон и во Вашингтон. И со почетокот на агресија друго. Следно, во март 2002 година парламентот расправаше во Бугарија како тајните служби под руско нивно влијание, нивните тајни служби и државната безбедност, зошто не сигнализирале и не укажале дека ќе има агресија, а имале податоци, се сомневаа дека имале податоци, али поради тоа руско влијание не ги споделиле тајните служби податоците со политичарите. Па за тоа расправаше бугарскиот парламент, каде што е констатирано, посебно од овие прозападните партии во Бугарија, каде
Затоа што велат дека тоа е направено заради врските со руските служби и остатоците од тој бивш советски режим. Се тоа се факти. Понатаму ќе ви кажам, еве, да заокружиме со тој дел. Председателката на комисијата, се извинам името, само да го прочитам, Бочева. Значи, председателка на комисијата за отварање на тајните досија. Пратеник во тој пет била, бидејќи 2007 кога влезе Бугарија во Европската унија, знаете, они беа условени и мораа да ги отварат и тајните досија и тогаш ги примија и тогаш ги отворија тајните досија, бидејќи тамо влијанието на преку нивната тајна полиција, тогашна државна безбедност и преку руската служба и советска служба беше голема и тоа остана. И сега ова парламентарка Бочева, која била председателка на таа комисија за отварање досијата и за читање и за согледување на досијата, изјавува следното. Вели, ние и понатамо останавме под влијание на тајните служби, влијанието на тајните служби бугарски под влијание на руските служби остана големо, дека тие се присутни во политичкиот живот и влијаат на политичкиот живот во Бугарија. Понатаму вели, голем број од тие што заминаа во политичкиот живот и политичари и понатаму застапуваат и руски интереси. Па имаше изјава, еве ќе кажам, од шефот на кабинетот на Кирил Петков, премиерот Кирил Петков, се извинувам незиното, Лена Бориславова, шефица на кабинетот на поранешниот премиер на Бугарија, кој изјави јавно дека руското влијание и руската пропаганда ја шират активни, високо позиционирани бугарски политичари кои за тоа добивале по 2000 евра од Москва. Тоа е изјава на шефица на кабинетот на Кирил Петков. Да. И да завршам сега со овој дел околу аргументите, ова се податоци од бугарска страна. Кога ова председателка на оваа комисија за отвараните досија вели дека најголем дел од тие се присутни понатаму во армијата, во политиката, во тајната служба и го пренесуваат тоа влијание, понатаму вели изнесуваат податок дека од политичарите или дипломатите во меѓународните односи, посебно присутни во меѓународната надворешната политика на Бугарија, изнесува податок дека од 460 и нешто амбасадори, преку 250 соработувале со тајната служба која била поврзана во тоа време со руската служба. Тоа се податоци од нивни извори. Да. И како заклучок на тоа, вели, овие структури, овие вакви политичари под руско влијание биле предводници на креирањето на проблем и блокирање на Македонија во интеграциите. Тоа се изјави од бугарски политичари и прозападни бугарски политичари. Значи, тие биле носители на пропагандата и создавањето на проблеми и блокадите кон Македонија за да се попречи интегрирањето во Европска унија. И како последно, а најекстремни од сите овие кои имале таква врска со руските служби под руско влијание, вели се најекстремните политичари во националистички екстремните политики, ги знаеме тие неколку политичари овде и од Европскиот парламент, кои вели се со најтесни врски, со најтески врски со преку тајните служби на Бугарија и руските служби и кои го креираат, создаваат проблемот и нели овие проблеми, идентитетски проблеми, наметнување и вето кон Македонија и да се закочи практично последна целта да се закочи тој интегративен процес. Јас сакам овие работи да ги кажуваме, ние не ги кажуваме во просторот, бидејќи од друга страна пак ќе повторам, овде имаме неодговорни политичари, ние сами си тврламе прашина во очи, велеме дека имаме руско влијание и такво, и Бугарија тоа го на тој талас продолжува и не представува во Европа и пред другите на тој начин, а ние соодветно немаме тука одговор. Мислам дека е тоа неодговорно, бидејќи не е таква и состојбата. Да, влијание има, латентно, меко, а не во таква организирана форма, не посебно оваква форма како што е изразена во Бугарија. Во тој дел кратко ќе кажам само и на безбедносен план и на економски план. Посебно на економски се интересни фактите, ќе забрзам ради времето. Гледайте сега, дали е присутно, ние немаме, јас не сретнав таков податок на влијанието, руското влијание на економски план. Гледате што се случува во Бугарија. Знаете дека тоа е поврзано со гасот. Ама не само гасот, гледайте сега, тој податок не го гледаме во Македонија. Знаете дека најголем увозот на сурова нафта во Бугарија се спроведува преку рафинеријата во Бургас, која е на собственост на Лукойл. Втората најголема компанија во Бугарија во Русија после Газпром. И вела дека е тоа најголема рафинерија на Балканот, во југоисточна Европа. Целата
кога се случи во март Европската комисија да воведе санкции на Русија, првиот пакет на санкции заради агресијата на Украина, бугарската влада бараше иземање од санкциите да не се однесува на нив, бидејќи ќе крахира државата, бидејќи цело општество им зависи од таа руска нафта, цела Бугарија се снабдува со нафта од Бургас. И плюс со газ преку Газпром. И Европската комисија им го возможи тоа. Ние сега гледаме ова исклучување, противење од Орбан и така натаму. Ова не знам колку се знае дека они се исклучени од санкциите првиот пакет и се дозволи рафинеријата во Бургас да увезува руска нафта, да создава профит, да се продава во Бугарија, али гледате сега и овој уште еден податок, уште поинтересен. Со втора исклучување, втора одлука од Европската унија, Бугарија ова се исклучи од 2002 до крајот од 2004 е исклучено од тие санкции, не се однесува за неа во однос на трговијата со Русија. Со втора одлука исто така специјално исклучување на Бугарија да може да извесува таа нафта во Украина. Па се случува, јас еве тој податок не е кажан. Знаете дека од 2022 година беше Бугарија беше најголем извозник на нафта за Украина. Тоа е ова иста руска нафта. Значи руската нафта само кружи. 40% увезената руска нафта во Украина за 2022 година е таа руска нафта што иде преку Бургас и ја купува Украина, а продава Бугарија. И во 2022 затоа дојде Бугарија на трето место во светот после Кина и Индија да биде најголем увозник на руска нафта, сурова нафта. И сега овие податоци треба да ги кажеме кога некој не обвинува дека ние сте под руско влијание. И на безбедносен план, кратко ќе кажам, знаеме тие се членка на НАТО од 2004 година, 2007 влегува Европската унија. Соединетите американски држави подпиша билатерален договор за стратешко партнерство одбраната од 2006 година. Со тој договор таму се стационирани американски сили, има 3-4 своји бази и така натаму. И вред, на безбедносен план тие се битен стратешки партнери за Соединетите американски држави, бидејќи се на линијата на разграничување, што кажуваме према Русија и према Блискиот Исток. Али се работи за ова. Бугарија го злоупотреби стратешкото партнерство со Соединетите американски Европа и Европската унија на безбедносен план за да наметнува и национални прашања, национални теми. И јас верувам, убеден сум дека Соединетите американски држави за тоа имаат објективен пристап и имаат укажано на нив. Немојте да ги мешате тие работи, него бидејќи сега во моментот тоа е факт дека тие им се побитен безбедносен партнер заради близината на линијата на разграничување, ние војнички кажано овој регион сте во позадина. Бугарија им е поважен партнер и тие не можат да направат ништо повеќе, а ја верувам дека им укажуваат, не ги мешате безбедносните работи со креирање на национални проблеми. Бугарија, кога ги спомнуваме Соединетите американски држави, беше приметливо дека пред нападот на Русија врз Украина беше под еден силен притисок на Соединетите американски држави, тоа беше видлив притисок. Па тоа се пресели во американскиот сенат, се договараше и резолуција со која требаше да се осуди Бугарија. Американските пораки беа многу директни тогаш кон Софија, но како и што вие самиот забележувате, со почетокот на војната во Украина сепак се чини дека Бугарија ја факторизираше таа своја улога. Ја факторизираше и тврдам дека е така, дека го злоупотреби партнерството на безбедносен план да наметнува национални прашања. Ја верувам дека од Соединетите американски држави имаат коректен пристав кон нас и имаат укажано, али не можат повеќе да направат бидејќи сега се поважен партнер за безбедносна смисла. И следно тука во поглед, го спомнавте НАТО, во поглед на членството на Бугарија во НАТО, имаше порано една информација дека највисоките бугарски генерали не можеле да добијат безбедносен сертификат тогаш во НАТО, бидејќи едноставно НАТО структурите не им верувале. Дека може да споделат информација. Јас верувам дека им е непријатно и на Соединетите американски држави и на Европската унија кога делуваат во Бугарија, а го имаат фактот дека таму преку 40% населението е проруски расположено. И со утврдени анкети. Ја верам дека им непријатно таму, а тие се нивни партнер, мораш да работиш таму, да трудиш да го промениш тоа постепено. Значи зборуваме и веројатно и повеќе од 40% во безбедносните структури. Ова за граѓаните анкети, ваму рековте значи, ако ја пресликаме таа слика само во и во безбедносниот сектор. И уште еден факт ќе кажам, на ноември беа изборите за Софија, за градоначелник на Софија, каде што победи таму еден млад господин кој има фирма, као прозападно ориентиран, а неговиот татко и мајка и дедо сите биле припадници на таа тајна служба. Он е прозападен вред, али против кандидатот господината што беше за градоначелник на Софија, за малку не победи, беше од коалицијата проруски партии, би освои преку 40% гласови. За малку ќе победеше таа за градоначелник на Софија сега во ноември минатата година.
Добро, како тогаш Бугарија прави една таква замена на тези, класична замена на тези, каде што јасно е колкаво е руското влијание во Бугарија, јасно е дека тоа може да биде и од еден поширок план за спречување на проширување на Европската Унија, што самиот вие детектиравте, тоа е дел од таа политичка борба помеѓу големите суперсили, што сме сега ние на линијата на огнот. Тоа е за нас трагично и жално, но тоа се случува нон-стоп, таква и војната во Украина и така натаму. Ништо тука не е Бугарија чудно. успева, да. Но како Бугарија од еден експонент, од еден остварувач на тој руски план, од тоа едно силно евидентно руско влијание, успева да врши замена на тези и за тоа да ја обвинува Македонија. А на тој начин сака да се прикаже поинако, без ова што таму ја знаат состојбата добро и Соединените американски држави и Европската Унија, таа сака да ги замени тезите, бидејќи и одговара да се представува друго светло, друго имаме од кај нас, немаме отпор. Немаме соодветен одговор. Тоа е прашање. Јас затоа сакав за оваа тема да зборувам, бидејќи очекував сите експонирани политичари, професори, историчари да по организирано и по на културен начин и по аргументирано излеземе тоа да го кажуваме. И тоа беше намерата зашто бидејќи ова е класичен пример на, ајде да речеме, на еден хибриден пропаганден начин на војување и ние како општество и тука треба да имаме одговор, нели? Видите сега, лошо е што нели они како членка Европската Унија ќе кажи да, тие се дел од клубот, вие мора сите што сакате аплицирате да бидете дел од клубот мора да попуштите, тие се наши и ние ги поддржуваме. Ама не е така. Таму имат и тие мака имат и проблем заради сето ова и спроведуваат они одредени кампањи и така натаму да го подобрат тоа и да го сменат мислењето полека и граѓаните и така натаму, али тоа тешко оди. Али у никој случај не може да дозволиме тоа дека таа теза тие да префрлат на наш терен и јас затоа сакам за тоа да зборуваме поотворено и со аргументи. Да, сега како што вие велите, Бугарија е прва тамо на линијата на огнот, излегува и на Црно море и соседна Украина и се тоа кој што знаеме. Тешко е да имате партнер на кого не може да верувате. А сега зборуваме пред се за Соединетите американски држави, но и за Европската Унија, Бугарија е тука прва, а не може да им веруваат целосно. Тоа е присутно, знаете, а без оглед што ние се дел од сојузот, таму имаме и други нели конфликти или нетрпеливост меѓу сојузниците, знаете, па односот Турција, Грција, ако Грција сите сте таму веден сојуз, али знаете како е наследството тука и за историското и тие некои работи се провлекуваат, али се гледа да се задржи пакетот, настапот и така натаму, али некои национални прашања, некои понатаму успеваат да ги буткаат и да создаваат одреден проблем на билатерална основа. Добро, Бугарија успеа. Не знам дали успеа, но се обидуваат да проднат уште една, неверојатно абсурдна теза, тоа е дека тие во Втората светска војна не биле дел од фашистичката коалиција. Нешто што е тоа е дел од формалната официјална историја, Тоа е веќе јасно, за тоа сме зборувале и тука не сам безпредметно да зборуваме, за тоа се историски факти. Јас велам сега за ова што е многу по-перфидно и и каде што може да се спротивставиме и да влијаеме и да го кажеме. Уште за оваа тема треба ли институциите да посветат повеќе внимание на овие хибридни закани, бидејќи од тоа произлегуваат многу работи, бидејќи од тоа после произлегуваат политички одлуки кои влијаат врз иднината на државата. Не е тоа толку банално или неважно како што некои мисли, или дека тоа е само некаква пропаганда, они ја користат. Не, тоа е закана за иднината на државата. Во секој случај дека требате тоа да го осмислите и да настапувате плански. Ние почнаа со стратегија за сајбер безбедност, па стратегија за сајбер одбрана, али сега и за хибридните и за овие други закани неконвенционални, дека треба да се настапува плански, организирано и осмислено преку институциите. Али сега работи, видите, кој тоа треба да прави? Пак политичарите, тие што се именувани, избрани и треба да прават. Ние гледаме од сами дел од тие политичари, тие го креираат ова и институциите, да кажеме. Институциите кои ги представуваат, а ние имаме од такви поедини политичари сами си наметнуваме, си скакаме у стомак со изјави некоректни за да му наштети дали на другата страна политичка и си даваме квалификации и етикети кои не стојат. Има влијание, точно е, али ние далеко сме од тоа што се случува во Бугарија, а да се представуваме дека ние сме под поголемо влијание. Тоа е нонсенс, тоа е некоректно, неодговорно. Да, се наштетуваме самите себе си. Добро, кога сме кај ова да поразговараме малку за она што се случува на континентот, пред се во Украина, таму ми се чини сега веќе подолго време, ајде да речеме години и нешто, веќе
владее таа војна на исцрпување, каде што двете страни не прават големи помаци, ајде да кажеме. Во последните месеци имаме една видлива руска иницијатива на бојното поле, која е проследена со недостатокот на муниција пред се на украинската страна, со блокирањето на помошта за Украина во Американскиот конгрес. Како гледате на случувањето на теренот во моментов? Вака, значи комплексна е ситуацијата тамо. Моје видување од ова што јас го анализирам, ќе ви кажам како е моето видување. Гледате, сега имаме нели закоченост во однос на помош од Соединетите американски држави, тие $60 милијади кои Конгресот се уште не ги одобрува, без оглед што Сенатот ги одобри. Значи се зависи од поддршката финансиска, колку Западот и САД се спремни, колку ќе поддржуваат Украина да може да се бори, да се спротивстави на руска агресија. Европската унија еве после сега и берлински Михенскиот самит за безбедност истакна дека ќе продолжи со поддршката, па и пред 5-6 дена беше самитот на НАТО на министри, самитот состанокот во Брисел на министрите за одбрана, каде што рекоа ќе продолжиме да поддржуваме и финансиски и војно Украина. Европската унија ветува дека одвоја за оваа година дека ќе дадат државите $21 милијарди за поддршка на Украина и со овие 60 милијарди што се закочени во Конгресот на САД. Тука јас сега можеби да се игри, нели, ако еве сега шпекулираме, анализираме, јас можеби играта или односот на Америка во овој момент може да е оној систем тактика на Трамп. Ќе го закочеме тоа да ги натераме европските држави тие да извојуваат бидејќи се колеба. Тука знаеме Франција беше поповлечена, Германија и така натаму. Може тоа е тактика да ги натерат европските држави тие да почнат да извојуваат повеќе бидејќи тоа се случува ниниот двор. Нели оној систем на Трамп што го правеше и со буџетите. Да не се ослонуваат само на Америка. Можеби и тоа да е, не знам, ќе видиме времето, може на крај ќе го откачат и американците тој с Конгресот, тој пакет од $60 милијарди. Сега што значи тоа? Ако се одобрат тие 60 милијарди и овие 20 милијарди, значи тука не одиме на поддршка на Украина и продолжува војната да се брани. Не се оди на мирни преговори, на некој прекин на огнот и така натаму, него ќе се разговорува, практично борбите би се разговорувале, ако вие дадете 80 милијарди и поддржите, значи ќе дадете помош на Украина да продолжи да се бори, односно да продолжат борбите. Од друга страна, битно е тука да се истакне пролонгирање на конфликтот. Од друга страна, битно момент е се изборите. Гледате, сега и во Русија има председателски избори, нели, во мај месец, мислам. Тоа исто може да влие на темпото на конфликтот во Украина. Ако пример добро би, ако западните држави и ова помошта на Украина се даде за да може она да оствари одреден помак и успех на војното поле на таа 2000 км линија на разграничување војна линија во Украина, да направи некој успех пред изборите на Путин, да му се нанесе некоја политичка штета, тоа би било веројатно у интерес на Запад и на Украина. Од друга страна, па дали тоа Путин го знаат и Русија, па еве сега гледате се случува интензивирање на борбените дејства од нивна страна на фронтот. За да го предухитрат тоа или да го спречат, може би се тоа крупни игри што ги размислуваат, ние ве сега си анализираме. И во овој момент на таа линија на разграничување гледате што се случува. На 4 правци русите спроведуваат интензивни напади и офанзивни активности. Едното е со Авдијка, кај што го зазема ова многу важно градче село со тие големи индустријски комплекси, нели таа фабриката за кокс и целите тие фабрики за хемиска индустрија, Бахмут веќе го зазема, горе погоре северно након Купјански веќе исто спроведуваат офанзивни дејства поинтензивни и доле видовте сега околу Запорожје и према Херсон, у тој дел ги интензивираат на два правца активностите. Зошто по мене? Затоа што гледате тука, кога гледате она мапата колку окупирала Русија територија, тука е оној најтанок простор колку го имаат они освоено, кој оди према Мариполј, према градот што е на обалава и многу битно тој појас заштитен од нивна гледна точка према полуостровот Крим. Значи, тие тука, тој е најтанок појас во војничка смисла колку они го имаат освоено и гледате сега тука на тие два правца ги штитат и ќе вложат големи средства да го одржуваат тој фронт, односно и можеби да го поместат повторно преку Днепр, преку реката Днепр силите. Имаше една анализа на New York Times, баш вчера ја читав, вели во моментот, ова што го кажувате и вие истото, русите напредуваат на 5 правци, вели се работи за најопасна состојба од почетокот на војната, можеби сега во овие моменти, со оглед и на состојбата на украинската страна, недостатокот на артилериска муниција. Ако се продолжи со војни дејства интензивни помошти и да се дадат овие пари, тогаш јас може да предпоставуваме дека можеби ќе се гледа Украина да
направи некој успех пред изборите за да нанесе штета на Путин пред изборите у Русија. Има уште една теза, господине Кузманов, уште таа да ја искоментираме пред крај, дека таа ја зборувавме во минатата емисија, тоа е една теза која изфрли германски Билд, според нивни информации, дека уште тогаш дека Западот веќе почнува со некакви припреми да ја натера, да ја примора Украина да преговара, да направат некаков договор со Русија, сепак војната да заврши, и дека тоа може да го направат вака, со постепено спречување на испорака на оружје и муниција за Украина да дојде до момент да каже дека мора да преговара. Гледате ли, може би сега, кога гледаме што се случува, вистина и во таа теза? Да, и таа теза разговаравме, али сега гледаме се, ако испорачат помошта и оружјето за Украина, тогаш таа теза останува во втор план, отпаѓа, бидејќи продолжуваат борбените дејства, бидејќи видите сега Европска унија се обврзала дека ќе даде 20.000 милиарди долари за помош. Гледате, последниот самит, не знам колку се заклучоците од последниот состанок на министрите одбора во Брисел на 15 февруари. Од 12-13 одлуки кои беа донесени тамо од членките на НАТО, 8-9 се однесуваат на Украина, каде што вели ќе се зголеми производството на муниција и гранати, ќе им се даде на Украина она што не беше дадено. Бидејќи гледате сега и овој високиот претставник на европска политика Борел безбедносна изјави дека ние што го ветивме во Украина е било ветено околу преку 1 милион гранати и мини да и се додадат од тоа, вика се беше дадено од Европа само 1/3. И сега се прави повторна стратегија за поголемо производство, да се зголеми тоа производство, бидејќи војната индустрија не може да стигне да производи тоа да ги задоволи тие побарувања. Имаме и претседателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен вели дека Европската унија ќе представи стратегија на војната индустрија, дека за прв пат ќе имаат и представник за одбрана на некој начин, како и секретар или министар за одбрана на Европската унија, нешто што не е направено до сега, и вели дека комесар за одбрана, еве читам, и вели дека ќе ја интегрираат и Украина во таа стратегија за војна индустрија. Точно, значи тоа е последна изјава од претседателката на Европска комисија, значи како некои комесари и за одбрана. Зошто? Затоа што гледате сега тука дали Трамп или американската политика, Европа сполека се освестува и сами овие шокантни изјави претседателот Трамп кога рече дали ќе бранеме и така натаму, и одма имате изјава сега од Германија, од Република Германија дека ќе го зголеми војниот буџет, дека ќе оди над 2%, тие се уште 1,5%, а извојуваат 50 милиарди годишно. Сега ќе за оваа година одат над 2%, тоа се 75 милиарди долари. Бидејќи трите најголеми држави околу 50 милиарди долари до сега извојува Британија, Германија и Франција извојува околу 50 милиарди долари годишен буџет за одбрана. Сега Германија ќе оди на 75 милиарди долари. Не само тој годишниот буџет, донесуваат и долгорочна програма за развој Германија од 112 милиарди долари во наредните 10 години за да ја зајакнат својата армија, целосно да ја модернизираат. Темпото го прати и Франција со незините 50 милиарди буџет годишен, која вложува 400 милиарди долари за долгорочниот план за развој наредните 10 години да ја модернизира својата армија. Значи, ефектот од изјавите на Трамп, претседателот Трамп на некој начин, ја освестуваат Европа или европските држави. Друго, во врска со ова за формирање тоа комисар за одбрана и така натаму или единствена разговорите за формирање европска армија. Тука Германија е против. На последниот состанок сега и на овој безбедносната конференција, тие подпиша до билатерален договор со Холандија, тоа е прв таков договор за починување на бригадите меѓу Германија и Холандија. За заедничка команда ставање на бригадите, тоа е прв таков договор сега од Втората светска војна, за да настапуваат заедно. Али они се против формирање во овој момент, вели, тоа е недостижна цел, е заедничка европска армија, европска одбрана и армија, бидејќи се интересите различни, ќе одиме вика чекор по чекор со интегрирањето. Тоа е става. Добро, ни истече времето, оваа тема е непрегледна, да имавме уште еден час, мислам дека би можеле да продолжиме, но сепак следната емисија ќе направиме анализа на еден друг аспект. Господине Кузманов, ви благодарам за гостување. Благодарам на поканата и можноста. И со ова го завршуваме ова Студио 10. Почитувани гледачи, ви благодариме на довербата, на вниманието, се разбира, останете со програмата на Телевизија 24.